сакала да се осврнам на моите почитоци кои што се во најголемата, да кажам, најизградена, најиздигната компанија во Македонија, АД Пивара Скопје, како тази дипломиран студент со највисок просек, уште не бев завршена со моите редовни студии, ме превзема од компанијата како млад надежен кадар, кои што ќе го растат, ќе вложуваат, ќе го наградуваат и нормално ми дадоа шанса. Сакам да кажам дека шансите се најбитниот момент, така што мене само ми беше дадена шанса и јас го прифатив како момент дека тоа е предизвик и треба да учам. Моето прво работно место беше бизнис аналитичар. Во тој период за мене беше тоа неинтересно, досадно бројки, од перспектива на тоа што технолошки не бевме, да кажам, подготвени, немаше ERP системи, немаше репортинг, немаше никаков софтвер да тоа го правиме, како што сега го одработуваме. Се работеше мануелно, пешки, мене тоа беше досадно, но јас сваќам важноста на тој пристап, бидејќи секој ден јас до 7 часот морав да имам извештај за најврвното раководство, подготвени врз база на day to day, month to day, year to day, за секој производ, како се движел во неделата, во денот и така натака, врз база на кој што се донесуваат круцијални одлуки. Иако бев fresh graduate, јас сватив важноста на тоа што јас го подготвувам секој ден. Секоја грешка резултира во друга поголема грешка, така што од тука дојде мојата желба и потреба да сватам дека тоа е коренот и сенсот на секој бизнис и дека сите оние кои што се занимаваат со носење на одлуки, мали или големи, треба да се базираат на податоци, а не на тоа дека се авторитет, јас сум директор или менаџер 20 години. Тоа повеќе не важи. Пазарот само подразбира наука, технологија со дата. Така да дата is the new fuel. Кога размислував што треба да направам следно или воопшто каков нов тек во образованието да преземам, одлуката беше многу едноставна и лесна. Знаев дека сакам да биде data science, бидејќи на светот тоа му е потребно. Не само по извештај колку слободни работни места има или колку пари тоа чини, туку сметам дека за секоја работа што е менаџерска работа мора да постои data science базично или надградено. Немав двумење околу програмата, ниту пак околу изворот на институцијата, зашто верувам во Heidelberg како интернационална институција со акредитација, со сите можности да понуди добар тренер. При тоа, за тренерот стварно бев изненаден од причина што имавме врвен ментор од Народна банка, каде што вистински и знам дека тековите на data science се таму во државата. Генерално академијата ми помогна многу во делот на тоа како да размислувам, од каде да правам најдобри модели во проектите каде што се потребни дата и аналитика. Пред се за тоа што работевме со една супериорна алатка што не се користи во нашава држава, таа е на IBM SPSS моделот, прилично е скапа лиценцата, каде што имате можност да типизирате со многу модели, да работите со многу модели и особено ми помогна во развој на еден мој продукт, практично на компанијата решение кој што јас го доразвивав во делот на прилагодување на потребите на клиентите, особено оние што сакаат да користат data science, криви, master planning, кои што сакаат да проектираат продажби, приходи со помош на дата. Терминолошки, BI Big Data воопшто не се врзува за банкари или за конкретен курикулум. Сите оние кои што имаат амбиција да носат правилни одлуки, менаџерски или да подготвуваат за некого, независно во која индустрија работат, дали тоа медицина, фармација, бизнис, банкарство, секаде е корисно, елементарно и сигурно ќе им донесе дополнителен value како некој што би се понудил на идниот пазар или на сегашното работно место. Така што е вистински асет да го знаете и да го развивате.